se nadevам дека ќе превладе навистина состојбата која е очигледна веќе и мислам дека е добра прилика да се сплотиме. Најубаво би било сите 120, али заради демократијата едно 4-5 нека гласат против. Дали мислите дека ќе се исполнат вашите очекувања? Затоа се очекувања што не сум сигурен. Но ете така, верувам дека има шанса. Обезбедено е двотретинско? Па ви реков, ја се надевам. Очекувам дека е. Не сум сигурен, меѓутоа би било добро за Македонија, за граѓаните, сепак би било добро. Доаѓаат представници од САД во понеделник, дали е тоа притисок врз овој процес за да успее или? Па мислам, што прашувате? Притисок е очигледен веќе со години, тоа е јасно. 27 години е притисок да смени името, меѓутоа не може да се манипулира со тоа оној кој ако не сака да го сменат името, не требаше да преговарат од самиот почеток, тоа е мојот став, познат е како таков. И мислам, штом сте се согласиле да прифатите промена на името, сепак е тоа една номинална промена во крајна линија и не може да се одрази на суштината, особено затоа што околностите во кои општеството ќе продолжи да живее. Мислам дека ќе бидат поволни да се надополнат некои многу значајни други аспекти од нашиот живот, а она што е нашата традиција, што е идентитетот, што е суштината на духот на народот, така да кажам, l'esprit de people, тоа е тука и тоа не може да биде одземено. Се надевам дека навистина ќе имаме денес доволно мнозинство да ја разрешиме конечно ова работа и ова, па верувам, ако се гласа тоа значи дека е обезбедено двотретинското мнозинство, па значи дека уште не е обезбедено, али рокот ќе биде некаде до среда. Меѓутоа мислам дека ќе се гласа денес и овој убав есенски ден ќе го разубавиме и со ова добра вест.